Често пати децата не сакаат да одат на училиште или пак тагуваат и се повлекуваат во себе поради насилството кое го трпат. Има и такви кои избираат да се соочат и да ги нападнат другите деца. Праксата на психолозите во училиштата покажува дека насилството е особено присутно меѓу младите и тоа речиси секојдневно. Гордана Блажевска-Спиридонова, психолог во Скопска гимназија, вели дека во ваков случај клучната улога ја имаат возрастните и е особено важно како тие ќе реагираат. Ако детенце кој ќе дојде да се пожали кај наставничката дека го задева некое дете и му кажеме дека, да речеме, девојчето се пожалува дека го задева момче, ние кажеме ма тоа е затоа што тој на тебе ти се допаѓа, ние која порака ја праќаме? Дека ти мораш сама да се грижиш за својот проблем и дека твоите лични инстинкти не се правилни, дека ти имаш проблем во перцепцијата. Она што е потребно е значи разговор и диалог со младите на различни основи, на индивидуално и на групно ниво. Потоа веднаш реакција, штом ќе се пожали младиот човек. Блажевска-Спиридонова посочува дека мора да се работи на информативната и психолошката писменост кај младите, за да го препознаат насилството, но и да си дадат поддршка едни на други. Важни си двете страни, вели таа, и поддршката од врсниците и од возрастните, што значи креирање на култура на поддршка. Како ние ја промовираме политиката на ненасилство и политиката на споделување на информација. Ако децата го викаат тоа цинкање, тоа што ќе се пожали некаде, па како ќе биде одговорна за себе, бидејќи ако и возрастниот го врати, а децата го наречат цинкер, на кому да се обрати детето? Така да мораме да работиме на креирање на култура на поддршка и активно да размислуваме што значи култура на поддршка на децата, што значи реакција на проблемите кои тие ги посочуваат и дека не се препуштани само на себе. Многу често возрастните може да продуцираат соодветни одговори и поддржувачки одговори наместо да ги во немоќ или безпомошност да не размислуваат за механизми како да се реагира. Видеа кои свидочат за насилството меѓу младите се објавуваат и на социјалните мрежи, а дел од нив се дели од полициските билтени на МВР. Истражувањата на невладината ХИРА покажуваат дека први на удар на насилството се младите на возраст од 15 до 18 години.